Повеќе од 230 ученици од 22 основни училишта во Скопје, поделени во 43 тимови под менторство на околу 50 наставници, денеска работеа на изнаоѓање иновативни решенија за еколошки предизвици. Настанот Зеленикс од предизвик до иновација се одржа по повод 21 април, денот на иновативноста и креативноста, во организација на агенцијата Инова. Целта на иницијативата е да се поттикне креативноста, иновативноста и предприемачкиот дух кај младите, преку практично решавање на реални еколошки проблеми. На крајот од настанот, најдобрите тимови ќе бидат наградени во категорија за најиновативно и најапликативно решение, како и за најдобар тим. Министерката за образование Весна Јаневска истакна дека ваквите активности се важни за насочување на младите кон создавање решенија што го подобруваат животот без да ја загрозат животната средина. Таа нагласи дека фокусот треба да биде на здравието, заштитата на природата и справувањето со климатските промени, како и на развојот на образованието и економијата. Според неа, образовниот систем се менува со цел да создава генерации млади луѓе кои ќе размислуваат критички, ќе бидат креативни и активно ќе придонесуваат во општеството. Во таа насока се воведуваат нови наставни пристапи, се инвестира во училишна инфраструктура и се отвораат можности за учество во меѓународни програми. Директорката на Инова Даниела Димовска посочи дека предизвикот за учениците бил да препознаат конкретен еколошки проблем и да предложат применливо иновативно решение кое ќе биде оценувано од стручни комисии.